По повод еден век успешно постоење, деновиве е промовирана и монографијата 100 години Кут Панче Пешев Куманово. Свечениот настан се одржа во Занаетчиски дом под покровителство на општина Куманово и Министерството за култура и туризам. Председателот на друштвото Зоран Илиевски и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски на промоцијата ја истакнаа значајната улога на Панче Пешев во зачувување, негување и пренесување на македонската традиција, фолклор и културно наследство низ генерациите. Монографијата ја промовира авторите и уредници на изданието магистар Благица Илиќ и доцент доктор Стојанче Костов. Во рамките на културно-уметничката програма, публиката проследи македонски песни и инструментални изведби на народни песни во придружба на изворниот оркестар и првиот ансамбл, како и рецитал. Во знак на благодарност за придонесот во развојот и афирмацијата на друштвото, беа доделени благодарници, плакети и монографија на членовите, покровителите и спонзорите. Со особена почит беше врачено и постхумно признание на Мирон Спасовски, долгогодишен член на Кут Панче Пешев, чиј придонес ќе остане трајно врежан во историјата на друштвото. Еден век традиција, еден век напорна работа, игра, песна и генерации кои оставија трага во нашето друштво. Вечва преку монографијата ќе го подсетиме нашето богато минато, а преку плакетата ќе изразиме благодарност кон луѓето кои беа и оставија дел од оваа голема пригазна. Многу ретко во државата се одбележуваат вакви јубилеи и навистина е чест уште поголемо задоволство да се стои овде пред вас од позиција на градоначалник и заедно да го споделиме овој убав момент. Панче Пешев е составен дел на културата на нашиот град, а преку него се препознава и нашиот идентитет. Куманово е мултикултурна средина, голем број на културно-уметнички друштва. Сите етнички заедници кои што живеат во градот сушност се вклопени во еден тој колорит, но токму Панче Пешев е нешто кое што во континуитет трае, се одржува и се надополнува и развива. И затоа во оваа прилика сакам првенствено да се заблагодарам на сите негови членови кои што во овие изминати 100 години имаат продефилирано. Најголем од нив не се веќе помеѓу нас, но ред е и да ги спомнеме. Исто така и на сите председатели на оваа културно-уметничко друштво, кое што навистина има еден долг континуитет, и секако тука е неизбежно да се споменат и внуците и наследниците на оние првите зачетоци пред некаде 100 години. А ова друштво не случајно го носи тоа големо име на нашиот голем великан, кој што покрај тоа што бил писател, поет, музичар, бил и револуционер и допринел да го имаме ова денеска што го имаме ние, а тоа е собствена држава, слободен град, слободна мисла, демократија. 100 години постоење представуваат редок и значаен јубилеј, сведоштво за континуирана посветеност кон зачувување на културното наследство. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово оваа година одбележува значаен јубилеј кој се согледува низ двоен историски континуитет. Еден век од развојот на организираното културно-уметничко дејствување, земајќи ја предвид синтезата со претходното Кут Абрашевиќ, како и 80 години од редефинираното и институционалното оформено дејствување на Кут Панче Пешев. Од своето основање во далечната есенцијална 26-та година, 1926-та, како Кут Абрашевиќ, а од 1946-та како Кут Панче Пешев па се до денес. Друштвото представува значаен столб на културниот живот не само во својата средина, туку и пошироко. Посебно забележително, например, од срцевината или како есенција на ова друштво е орскиот и музичкиот репертоар, што би издвоиле од етнокореолошка гледна точка и што беше така доста импозантно. Уште на самите почетоци создаден еден богат репертоар на традиционални ора, кои што и до ден денеска некако многу
многу квалитетно се сочувани, изведувани и презентирани, како например традиционалните ора Подрипушка, Кумановка, Шопка, Жеглиговка, Арнаут и бројни други ги има низ монографијата околу 100, што е еден плоден кореолошки материјал. Потоа следуваат едни карактеристични сценско-уметнички форми, наречени сплетови. Сплетот представува еден сценско-уметнички концепт од ора, песни, инструментални теми и обредно обичаени содржини, со едни драматуршки изразни форми, кои што биле создавани наменски за учество на овие фестивали, но и за представување на фестивали надвор од државата на меѓународно ниво.